Секундно секое утро говориме на тема сообраќај во првото вклучување и апелираме на тоа да се внимава во сообраќајот, бидејќи секако таа недостатокот на концентрација во сообраќајот може да предизвика сообраќајни незгоди. Имено според последните информации, вчера се случи сообраќајна незгода каде што автомобил удри буквално во велосипедист во близина на Сите Мол, па ова е уште една причина да ги знаеме основите на прва помош, бидејќи ова се случува често во нашето секојдневие и е важно да ги знаеме барем оние основни познавања како да пружиме прва помош на повредениот. Ова утро со мој единечен соговорник Слободан Митровиќ од Црвениот крст ќе го прикажаме детално тоа. Добро утро, драго ми е што сте дел од утринската на Тилма телевизија. Добро утро, благодарам на поканата повторно. Како што кажав, нашето незнаење може да чини живот, па колку е важно да се едуцираме на оваа тема, барем некои основни познавања да имаме во однос на пружање на прва помош. Така, како и минатите пати кога сме разговарале, јас повторно би напоменал колку е важна првата помош во нашето секојдневие, колку е важно да сме во тек со новите промени и секако да работиме на освежување на нашите веќе постоечки знаења, како и да се надополниме со нови знаења. Да речам, е целта во суштина и на Центарот за обука по прва помош кој што го имаме при Црвениот крст на град Скопје. Она што го напоменавте, да речам, како нареден чекор, што денеска ќе го издемонстрираме тука, е што доколку не идеме на лице, кое што е во безсознание, да речам без свест, и гледаме дека лежи некаде на патот, најчесто да речам се случува во сообраќајни незгоди, но секако и во секојдневието од различни причини. Може да биде, па ќе речеме, до моментот до проценка на лицето. Јас би било многу поприфатливо и појасно на гледачите. Секако, Амар тука да ни помогне. Така, ќе пристапам сега како во суштина треба да изгледа пристапот кон лице кое би го нашле во лезешка положба. Што најпрвин треба да направиме? Така, прво што треба да направиме секогаш да пристапиме до лицето во неговото видно поле, бидејќи не знаеме дали лицето е свесно или не е свесно. Му се обраќаме да видиме дали не слуша или не. Тоа можеме со неколку дразби да го направиме и на неколку начини. Звучна, да видиме дали е свесен, со допир и со благо протресување. Доколку видиме дека лицето не реагира, се работи за состојба каде што нема свест. Следно што треба да направиме да провериме дали лицето дише. Како тоа се прави? Се наведнуваме на 5 до 10 сантими над лицето на повреденото лице, со образот чувствуваме дали има струење на воздухот, со ухото слушаме, но пред тоа треба благо да ја зафрлиме главата, отвориме устата и со погледот кон градниот кош да видиме дали има дишење. Така треба да седиме од прилика 10 на секунди за да утврдиме дали лицето дише или не. Во ситуацијава се работи за повреден кој што очигледно нема свест, но има знаци на дишење. Доколку најдеме повреден во ваква состојба, прво што треба да направиме да видиме која е причината за неговата повреда, односно дали има видливи повреди на лицето, рацете, некаде на телото, а доколку нема, со благо опипување на целото тело, почнувајќи од главата, вратот, рамената, понатаму градниот кош до половината одиме, од оздола благо напипување, едната рака, другата рака, понатаму одиме со едната нога, со другата нога, до стапалата. Која е целта на ова опипување, бидејќи лицето не разговара, тоест не може да ни одговори на прашањата, доколку има некој кој што е очевидец на ситуацијата, можеме да го прашаме што се случило со цел и да помогне, да повика брза помош и секако да ни објасни со цел да можеме да претпоставиме која е повредата. Со опипувањето се бараат одредени деформитети, односно неправилности на телото, или пак да видиме дали има некаде крварење, што со самото допирање ќе го видиме секако на нашите раци. Она што е најважно да напоменам секогаш при пристап, посебно кај лице со крварење, треба да се користат ракавици со цел прво наша лична заштита, па понатаму и заштита на лицето. Сите тие, мислам, ракавиците се секако составен дел од кутијата за прва помош во автомобилите пред си. Кога ќе го направиме овој боди чек, односно проверка на телото и утврдиме дека е се во ред, лицето треба да го поставиме во странична положба, односно безбедна положба, каде што
воедно и ќе ги ослободиме дишните патишта до пристигањето на брзата помош или независно од причината до неговото освестување. Како тоа го правиме? Секогаш онаа рака која што е на нашата страна благо се прифаќа, полека се провлекува, се постава под агол од 90 степени и се исправа дланката. Следно што треба да направиме с противната нога, да ја подигнеме во висина да стопалото биде во линија со А коленото. што правиме во случај ако има скршеници? По опипување, зборуваме во делот, нели кога ја правиме онаа проверка на телото, доколку има скршеница и не може лицето да се постави во странична положба, тогаш благо се свртува главата на страна и се отвара устата. Доколку нема останати повреди и се работи за повреда претежно од удар во предел на глава, тогаш се постапува вака. По подкревање на ногата ја задржуваме во коленото во оваа позиција, с противната рака со канџа ја прифаќаме и ја поставуваме на лицето на повредениот. Понатаму, ние се повлекуваме и со повлекување само на коленото, лицето доаѓа во странична положба. По ова повлекување што е важно, со цел да е лицето постабилно, треба ногата да ја поставиме под агол од 90 степени, но првично, како што проверивме дишење, со подкревање на главата и отварање на устата, да се осигураме дека лицето нема да има проблем со протокот на воздух. Понатаму, ногата благо се повлекува, исто под агол од 90 степени, со цел да лицето ни е стабилно. Со наведнување, повторно до лицето и устата на повредениот, чувствуваме проток на воздух, слушаме дишење и во овој момент, доколку има потреба, лицето се заштитува од временски услови, зборуваме покривање со кебе, со јакна, со дуксер, што и да ни е при рака, со цел да не му биде, ајде да речеме, дали ладно, дали топло, зависно од временските услови, но секако кога е некој повреден, има намалени витални функции и треба да го заштитиме од временски услови. Седи така. А кажете ми, има ли случаеви каде што едноставно не треба да пружиме на некој начин помош, бидејќи можеме да направиме контраефект и наместо тоа треба да почекаме да дојдат медицински лица? Во суштина имаме поделба во делот на првата помош на одложна и неодложна. Онаа која што е неодложна, тоа се состојби каде што немаме свест и може да дојдеме до губиток на дишењето, каде што немаме дишење, односно немаме и работа на срце, и состојби на обилно крварење, каде што за кратко време може значителна количина на крв да изгуби лицето и да исто така доведе до посериозна здравствена состојба, односно губење на витални функции. Воедно тука ќе го споменам и задушувањето со страно тело во дишни патишта, бидејќи исто тоа доколку не се изреагира веднаш, може да резултира со запаѓање на лицето во безсознание и престанок на дишењето. Во тие состојби итноста е број 1, да речем, и таму мораме да интервенираме веднаш. Додека во останатите состојби, каде што се состојби со мало крварење, затворени повреди, скршеници, исчешувања, некои повреди, да речем, што се одложни и можат да почекаат, доколку добиеме секако согласност од лицето, бидејќи при секој еден пристап мораме да побараме согласност од лицето да му укажеме прва помош после нашето представување дека сме соодветно обучени и дека можеме и сакаме да му помогнеме. Тогаш го правиме, да речем, оној оптимален минимум каде и што може да му помогнеме. Во доста состојби, повреди, чисто присутноста до лицето и разговорот со него до пристигнувањето на брзата помош се клучни за да лицето го одржиме при свест и секако да го смириме, односно да се намали стресот од состојбата која што ја доживел и го довела во таа состојба во која што е сега. Што е во оној случај ако самите сме повредени? Дали можеме самите на себе да си помогнеме и ако да, како? Секако, има одредени повреди, да речам, кои што дозволуваат, односно има услови да и самите на себе си помогнеме, или пак додека е лицето кое што му помагаме свесно да ни помогне во пружањето на прва помош. Зависно од состојбата која довела до повредата, стресот и паниката, можам да речам, се клучни, односно бунилото, да ние самите можеме во истиот момент да се сетиме што треба да направиме,
зборуваме за нас или како учесници или дел од одредено укажување на прва помош, но секако, доколку сме доволно едуцирани и знаеме како, секако дека можеме Нема да се потреба од помогнеме. паника. Да. Кога покажувавте, односно демонстриравте како се пружа прва помош, ја напоминавте кутијата за прва помош, која што се препорачува нели да стои во нашите возила. Што се треба да има во таа кутија? Можем да речам оние минимум средства како стандардни што ги нарекуваме, бидејќи сепак во делот на укажување на прва помош покрај стандардните средства имаме и прирачни, односно оние кои што ни се од околината. Најчесто се тоа јакна, джемпер, каиш и така натаму, но во делот на стандардните средства станува збор за завој, гази, секако ракавици, триаголни марами, понатаму фластер, ножички, безопасни игли. Ќе ги напоменам овие како минимум што би требало да ги имаме и секако во кутијата него собирано во автомобилот едно кебе барем, кое што ќе ни послужи за заштита на лицето во дадена ситуација за згрижување и укажување на прва помош. Секако покрај тоа што треба да бидеме едуцирани, треба и да ги поседуваме тие материјали во кутијата. Ви благодарам за одвоеното време ова утро. Благодарам и на вам. Толку за ова вклучување, тоа беше Слободан Митровиќ, кој демонстриравме на некој начин како всушност се пружа прва помош во случај на сообраќајни незгоди, како да помогнеме на повредени лица.